Мислам дека не се справуваат никако, навлегуваат во некои тези дека станува збор за смислена акција, за подметнување пожари, што укажува на тоа дека дупло не се спремни, ниту во системот на откривање на намерни подметнувачи на пожарите, ниту пак во справување со пожарите. Еве вчера видовме неколку пожари во Дојран, во Крива Паланка, во Чучар Сандево и така натаму, огромни објекти на изгореа. Видовме промоција на возила за борба против со пожарите. Еве не гледаме дека се во функција. И сето тоа укажува на нешто дека владата има за цел да ги прикаже работите многу подобри од тоа што вистински се, и капацитетите и желбата да се справат со проблемите. Евроинтеграцијата во еден дел. Во секој друг сектор едноставно имаме потфрлање. Еве ова што ќе имаме иницијатива да заеднички го надградиме системот за справување со пожари, сметам дека веднаш ја демантира изјавата на ВМРО-ДПМНЕ. Ниту еден од СДСМ поединец, ниту функционер, градоначалник има намера да се сити со некаква криза. За се што се случуваше во изминатата една година, имаме критика која што е сериозна, издржана, и истовремено имаме и конкретен предлог и план како заеднички да настапиме за да го надградиме системот. За жал тоа не може да се каже за ВМРО-ДПМНЕ додека беа во опозиција. Немаше една работа која што ја поддржаа да направиме заеднички. Се што правеа беше критика. Да ја потсетам на нивните пресконференции за пожарите. На видеата, снимање, драматизирање и така натаму. Ние тогаш бевме на терен, со луѓето помагавме. Лани за време на нивното владење изгоре поголема површина у држава отколку изминатите 10 години заедно. И тоа е доказ дека не се справуваат добро. Треба да сватат дека од овие пресконференција, од овие наши настапи, од овие наши иницијативи треба да слушнат нешто, да прифатат. Ние имаме добра намера. Ние сме навистина конструктивни. Еве ќе видиме како ќе се однесуваат сега во собранието кога ќе поднесеме амандман за надградба на системите, инфраструктурата и во ЦУК и во ДЗС.